Локалните избори завршија со убедлива победа на СДСМ. ВМРО-ДПМН во нокаут не ги признава изборите и со Алијансата на села и Беса бараат предвремени парламентарни избори. Дали Груевски наместо да понесе одговорност бара изговори или влегува Македонија во нова политичка криза? Колку коалициите за локалните избори го доведуваат во прашање и обстојувањето на владината коалиција, односно можеме ли да очекуваме брза реконструкција со или без Зијадин Села и неговата алијанса во владата? Тоа се дел од дилемите во постизборната анализа, што е во фокусот на вечерашната топ тема на ваша страна. Вечерва ќе зирнеме и за цената на снимањето на најновата ТВ серија во продукција на телевизија Телма Инсайдер, која почнува да се емитува вечерва. За сето ова почнуваме веднаш, односно по кратката пауза за реклама. Во секој избори на секаде има победници и губитници, но Македонија се чини станува уникатна по тоа што секој изборен циклус завршува или со политичка криза, или со навестување за нови можни политички премрежија. Што значат најавите на ВМРО-ДПМН дека не ги признава изборите, но нема да се повлекува ниту од локалната, ниту од централната власт, заедно со барањата упатени и со Беса и со Алијансата, која патем е и партнер во власта за воредни парламентарни избори, вечерва ќе дебатираме со моите гости. Политичкиот аналитичар Сашо Ордановски, добро вечер и добро дојдовте. Алберт Муслију, политички аналитичар, и Петар Богоевски од иницијативата за реформи во ВМРО-ДПМН. Но предходно кратка анализа на изборниот скор. Мапата зад мене јасно говори. Македонија е обоена во сините бои на СДСМ. Само една урбана општина од вкупно 5 освоени за ВМРО-ДПМН. Во албанскиот блок дуи во пат од предходните избори, 3 општини отпаѓаат на Алијансата на албанците, по една имаат Беса и ДПА. Тоа е исходот од честите локални избори, но конкретно што значи тоа и во бројки. Бројките покажуваат дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија освои 56 градоначалнички места заедно со Скопје, односно тоа е позитива од предходните избори за 53 градоначалнички места. Демократската унија за интеграција е на второ место со 10 освоени градоначалнички места, иако и интегративците се во минус од 4 градоначалнички места споредено со предходните избори. ВМРО-ДПМН освои 5 градоначалнички места и тука е најголем пат или минус од 51 градоначалничко место. 3 градоначалнички места за Алијансата на албанците, по едно за Беса, Демократската партија на турците и ДПА, и 3 градоначалнички места имаат освоено независни кандидати. Но, надвор од овие бројки има уште само една мала дополнителна анализа. Односно, една специфика, тоа е дека од сите 56 општини во кои доби градоначалници, СДСМ нема мнозинство во советите во 15 општини. Освен Македонски Брод, Пробишти, Прадовиш, станува збор за главно помали рурални општини, но има и две во таа бројка големи скопски општини, а тоа се Газибаба и Бутел, и што покажуваат табелите во однос на освоените гласачки места во општина Газибаба. Да погледнеме табелата, бе молам. Значи, тука имаме ситуација во која што во општина Газибаба кандидатот на СДСМ Борис Георгиевски ќе мора да тука немаме соодветно мнозинство. Одиме со следната општина. И во општина Бутел ситуацијата е малку понеизвестна, бидејќи со односот кандидатот Велимир Смилевски од СДСМ
За сега нема соодветно мнозинство во Советот, односно силите во Советот меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН се изедначени, па тука ќе има веројатно некакво коалициско пребројување. Обратно кај ВМРО ДПМН тие немаат мнозинство во советите и во општините што ги добија. Кавадарци, иако градоначалникот е од ВМРО ДПМН, никој нема мнозинство во Советот, иако најмногу советници 9 има СДСМ и слично е кај ВМРО ДПМН и во Зрновце и во Петровец. Во албанскиот блок пак имаме една по-специфична ситуација. Големата битка во 4 центри, Тетово, Гостивар, Струга и Чаир, меѓу албанските партии, заврши во корис на ДУИ и тие ги добија Тетово, Струга и Чаир, Гостивар е во рацете на Алијансата. Но исто така и ДУИ нема мнозинство во Советот во ниту еден од овие градови, ниту пак Алијансата има мнозинство во Гостивар и нема да одиме во интерес на времето и на дебатата, само два примери Гостивар и Струга. Гостивар Советот број 31 член, а податоците овдека покажуваат дека Алијансата има градоначалник, но има само 7 советника, заедно со БЕСА има 9, додека ДУИ има 9 советници, со СДСМ има 14, до мнозинство од 16, веројатно ќе има тука многу преговори и комбинаторики. И обратна е ситуацијата во Струга. Ве молам и табелата за Струга. Значи, во Струга Советот брои 27 советници, но ДУИ која го доби градоначалничкото место, има само 7 советника, додека Алијансата има 8. Како ќе се стигне до мнозинството од 14 советници, веројатно и тука ќе има многу комбинаторики. И за крај, ве молам табелата околу бројот на советничките места, освоените гласови на советничките листи и бројот на советничките места, бидејќи таа се смета за една од најиндикативните во однос на тоа кој е победник, кој е губитник на изборите, во некоја поинаква ситуација кога имаме потесни резултати, меѓутоа еве ги бројките. 531 советничко место или заедно со Скопје 552 за СДСМ, ВМРО ДПМН е 432 со Скопје, ДУИ 130 заедно со Скопје 133, Алијанса на албанците 62, односно со Скопје 64, БЕСА 61 заедно со Скопје 62, независни имаме низ цела Македонија 37, ДПА има 18 советници, Демократската партија на турците 7 и сите останати политички партии имаат 27 советници. Ете, тоа беше генералната слика околу изборите. Дел од овие податоци ги презентира Филип поради намерата што веројатно ќе бидат интересни околу дел од прашањата вечерва до моите гости. Уште еднаш добро вечер и добре дојдовте. Но, ајде да почнеме со она што е најспецифично по изборите, освен победата, а тоа се најавите од ВМРО ДПМН дека нема да ги признае изборните резултати. Синоќ е кажани низ една долга пресконференција на Никола Груевски, вечерва денеска релативизирани низ пресот на Владко Ѓорчев. И Богоевски би почнал со вас. Вие од друга страна побаравте како иницијатива за реформи оставка од Груевски и управување на партијата од привремено тело. Има ли критична маса во извршниот и централниот одбор да се дојде до такво нешто? Добро вечер и благодарам на поканата. Она кое е најзначајно тоа е дека не е дискутабилно дали има или нема критична маса. Она што е значајно е тоа што дојде време, момент, кога сите ние, членовите на ВМРО ДПМН, треба да се определиме по кој пат ќе тргнеме. Патот на просперитетот, иднината, оптимизмот, надежта, која го нудат реформите, или патот на
пропаста во која упорно не влечи Груевски. Убаво звучи тоа како политичка платформа на реформаторите, меѓутоа моето прашање беше колку е реално. Има некои информации дека иако Владко Ѓорчев денеска ги демантираше на пресконференцијата, дека вчера дури не успел да се состане и целиот состав на извршниот комитет, синоќа не видовме никого зад Груевски. Точно е тоа? Па ние подолго време информираме во јавноста дека имаме исклучително блиски пријатели, поддржувачи во извршниот комитет и во Централниот комитет на партијата и во пратеничката група. Голем дел од нив смета дека треба на еден подемонстративен начин да покажат несогласување со небулозните предлози кои ги дава лидерот Груевски, особено оние кои беа на состанокот одржан во саботата вечерта. Најважно е тоа што кои се тие небулозни предлози? Освен овие што беа соопштени во јавноста? Тоа се предлози кои ВМРО ДПМН ја носат во комплетна изолација. Ги знаете ли кои се може да ги презентират? Па тие сите заклучоци, делимично Груевски најави два од нив на пресконференцијата. Голем дел од нив остана тајно за јавноста и мислам да му оставиме шанса на Груевски да ги соопшти. Бидејќи со тоа он ќе покаже... Чекате, вие барате оставка од Груевски, сега му оставате шанса да ги соопшти. Или... Па тоа се негови предлози. Зашто, ако ги знаете што коректно да оставиме него да ги предложи, пошто се исклучително зборуваат за него, за неговите политики и неговата визија. Ја подобро би зборувал за нашите предлози и нашата визија. А тоа е околу одговорноста за овие избори. Не е поврзано едно со друго. Ако ги знаете небулозните предлози, ако сметате за одговорен, тогаш нема зошто да не ги кажете кои се небулозните предлози на овие 7 кои што веќе ги слушнавме. Да, едноставно е тоа. Желбата да се отрне вината од себе си и да се пренасочи во друга насока. Во таа насока се и тие предлози кои за наша среќа голем дел разумни членови на извршниот комитет не ги поддржуваат, а според нас која им сноси вината за резултатот на локалните избори, ние имаме три одговори, а тоа е дека Никола Груевски е виновен, прв одговор. Втор одговор дека е Никола Груевски одговорен и трет одговор е дека е Никола Груевски виновен. Тоа е едноставно. Тоа е едноставно, но сепак небулозите надвор од овие 7 кои што навистина денеска излегоа небулози остануваат само за вас, за да се ја кроите вашата стратегија веројатно. Уште неколку кои дополнително ќе потврдат дека Никола Груевски нема визија за иднината на ВМРО ДПМН на Македонија. Ордановски, остра реторика синоќа, Груевски ги употреби термините како заробена држава, самоорганизирање против хунтата, милитантно освојување на власта, постави неколку барања, меѓу кои формирање повика на вонредни избори, одмерување на силите одново. Ќе ги дебатираме сите тие дел од сите тие барања, меѓутоа денеска сето тоа, иако сите синоќа се прашувавме што сето тоа ќе значи, бојкот, откажување од мандатите, целосно релативизирање на ваквите пореки. Пораката е да, ние изборите не ги признаваме, остануваме во собранието, таму ќе ја биеме битката и нашите градоначалници и советници остануваат на функциите. Што значи тоа? Господ знае што значи тоа. Бидејќи јас не сум воопшто сигурен кога излегува Груевски на говорница да соопштува ставови, чии ставови соопштува. Тоа дефинитивно не се ставовите на ВМРО ДПМН, или барем на она ВМРО ДПМН кој што имаше една конзистентна партија допред, да кажам, хајде да речеме скоро година дена и така натаму. Јас мислам дека и на возачот на Груевски, секако на кафе куварката им е јасно дека со Груевски е готово во ВМРО ДПМН. Она што сега се одбидува оваа ферментација, ова исцедување на таа готовост да се направи, како да Груевски конечно се смилостиви и да си замине или да биде сменет од функцијата. Има еден пријател Мирко кој ја и денеска го пишувам во колумната, знаете како вие кога деспотите ќе престанат да бидат проблем за државата со која владееле, тогаш стануваат проблем за партијата, бидејќи партијата не знае што да им прави.
Бидејќи деспотите се деспоти затоа што пропуштиле моментот кога можеле да се заминат и да сочуваат нешто од сопствениот интегритет, од интегритетот на партијата, од политичката некаква концепција за која стоело, и тоа му се случува на Груевски. Груевски го пропушти моментот, пазите, он и сега го пропушта моментот. Сега веќе мислам дека е доцна за се. Ја не знам, господинот Богоевски е тука, мислам дека ни телефон им нема свртено откако се јавија луѓето дека сакаат реформи. Значи, он имаше месеци можност да барем им дигне телефон и да отвори некакви разговори. Иначе ова што он не сака да каже тие тајните работи, меѓу другото мисли да ги брка од партијата. Предпоставам дека и тоа е едно од тајните мерки. Сега он ќе стигна кога веќе, како да ви кажем, кога веќе не сум сигурен дали лифтот му се отвара во партиското седиште кој ќе притисне дугме, сега он ќе ги брка нив од партијата. Тоа се се едни очајнички работи, вклучувајќи ги овие 7 беззвездни барања кои што вчера ги одржа. Груевски беше човек кој што практично отиде на тоа да го загуби вториот круг на изборите. Тој во првиот круг после мислеше... првиот круг не поднесе одговор, после првиот круг рече дека признава дел од одговорноста за себе, најави дека ќе има некаква анализа. Дали тоа што го слушнавме синоќ е всушност таа анализа која што очигледно била пишувана многу пред изборната ноќ? Тоа не е спорно, како што не е спорно дека времето меѓу двата круга, вклучително со целата кампања која направи партијата меѓу двата круга, не беше кампања за изборите локални, за тие преостанати градоначалници кои што се борат. Туку беше кампања која стартува од денеска за негов останок во партијата. Затоа е таа кампања црна, затоа е таа кампања тотално негативна, таа кампања нихилистичка, се е овдека работа на, како да ви кажем, на полициска држава, терор и така натаму. Со таа кампања неговите градоначалници не можеа да ги добијат изборите и затоа ги изгубија практично 10-0 еден градоначалник, кој што и тој градоначалник се дистанцираше од Груевски меѓу двата круга. До телевизиско интервју рече, па што мислите вие, ја сакам да остане Груевски у партијата. Значи сакам да ви кажем, од тој момент кога најави длабинската анализа, Груевски практично почна да води кампања не за втор круг за избори, туку за собствено спасување во партијата. Така треба да се читаат и овие беззвездни испорачувања, да се правело специјално јавно обвинителство, да се правело, не знам што све набраја човекот во еден кастровски говор од 40 минути, кој се разбира дека е пишуван 5 дена пред изборите. Организирање предвремени избори според прженскиот модел, итна смена на директорот на АВМУ, оставка на председателот на ДИК, истрага и вештачење на уредите за сега он во една прислушување стратегија на на купи ден помини. Таа стратегија веќе дојде до самиот зид. Таа стратегија мислам дека веќе не функционира ни во самото ВМРО, веќе гледате како од него се дистанцираат, дури еден Владко Ѓорчев. Они не знаат што да кажат на прашањето, добро, ако не ги признаат изборите, значи дека советници и градоначалници веќе си не, они ќе останат, ама ние не ги признаат. Нивниот одговор беше дека денеска дека тоа се единствено легално избраните представници, се останато е резултат на изборни манипулации. Така што да ви кажам, ќе трае ова уште известно време, ќе бидеме ставени во една непријатна ситуација, бидејќи тоа е се судбината на тој тип на политичари. Политичари кои што не знаат да примат пораз, кои што не знаат кога им е готово времето, сега он ќе ја потоне и собствената партија. За жал, тоа ми се чини така ќе се развива и за жал со тоа да завршам, не сум сигурен дали ВМРО, како и досега, впрочем, не заборавајте како он дојде на власт таму. Не сум сигурен дали ќе собере демократски капацитет овие луѓе што се обидуваат да направат некаква реинкарнација демократска да таму, некаков конгрес. Не сум сигурен дали тоа ќе успее или пак ќе биде со некаков јуриш на Зимскиот дворец што го направија у центарот на Скопје. Алберт, која е вашата оценка? Ја мислам дека неколку индикативни работи се случаја, ништо овде не е без причина. Можеби методите се наивни, се, како да кажам, проникнати, но причините се јасни. Значи, тенденцијата за останување во партијата не е само поради сакање на функцијата, туку има и други причини кои се поврзани со уставноправниот поредок во Македонија, нешто со правниот систем. И дел од тоа ми можеме да го слушнеме денеска и при образложувањето зошто се треба да им се вратат патните исправи, а тоа е поради политичките функции. Значи, има една тенденција да се задржат као политички личности, каде што партијата неретко кај нас била на некој вид штит и на индивидуи. Затоа е тоа инсистирање да се остане на чело на партијата, а според мене дека таа не е хомогена и дека не сите се согласуваат, уште појасно ми беше кога почна разводнувањето на таа одлука за непризнавање на изборите
и нејзиното разводнување. Знаете, ми имавме една прилика која СДСМ не ги призна изборите, каде што повеќето пратеници не сака да ги примат и мандатите, каде што 20-тројца пратеници одлучија да ги прифатат тие мандати, и тоа е на некој начин диференцијација во партиите, дали се согласувате со политиките или не. Да влезеше ВМРО ДПМН во тотално непризнавање на изборниот циклус, ќе требаше да се направи таа диференцијација. Требаше да кажат тие советници или тие градоначалници, не, ние не сме избрани во легитимен, фер и демократски процес на избори и ние овие мандати не ги прифаќаме. Но очигледно е дека ова врхушка не е сигурна, мислам, прилично е сигурно дека тоа нема да се случи и дека тој нивни став на непризнавање. Но дали е тоа за колку толку да се одржи членството, да се одржи некаква контрола, бидејќи анализава претходно што ја направив покажува дека само во 15 градови практично се мнозинството на ВМРО ДПМН во советите може да игра некаква улога или да се користи за некакво пазарење. Секаде кога вие носите политички став и ако со тој став сите се согласуваат, ние автоматски денес ќе имавме целосно или мнозинско одбивање на тие потврди, сертификати, мандати, не само на градоначалниците, туку и на советниците. Верувам ова да се случише пред 3 години, можеме да го очекуваме тоа и немаше ништо да ме зачуди. Но баш поради таа несигурност на лидершипот, дека имаат монолитност и целосно согласување, тука ти можеш уште дополнително да ми потврдиш, тие почнаа да го разводнуваат тој став на лидерот дека не се признаваат изборите. Која е разлика помеѓу непризнавање на избори и учество во работата на сите институции и признавање на изборите, ако учествувате во сите институции? Значи, само е вербално, нема тука непризнавање на изборниот циклус. И второ, друго е вие да не признаете избор на градоначалници. Целиот тој процес уште не е завршен. Ми имаме период на жалби, па државна изборна попрашања. Добро, резултатите се такви што малку нешто може да се смени. Но сепак изборот на градоначалници е борба помеѓу две страни. Но изборот на советници, може вие да кажете дека овие се легитимни, избрани од нас, а другите се нелегитимни во еден ист процес каде што бројките се многу ситни кои одредуваат кој советник ќе помине или не. Така да мислам дека ова е цела една флоскула која се труди да го задржи да задржи таа монолитност во партијата, но очигледно по барањата се труда да наметнат некој темпо, некоја нова енергија, но не верувам дека тие причини би биле вие сепак се држите до едно се засега напишано убаво сценарио, процедурално во кое што не откривате многу адути, говорите ексклузивитети за тема. Да, меѓутоа еве една специфична денеска и можеби различна изјава во обид да издействуваме некоја информација повеќе од вас. Антонио Милошевски, меѓу другото, на својот Facebook профил ќе напише дека ВМРО не изгуби без одговорност, но доби шанса да научи лекција, да се поправи, за повторно да зајакне и да победи. И сега ова е нешто сосема диаметрално различно од она што го слушнавме синоќа од Никола Груевски, и ако го споредиме со празната сала од Белиот дворец, што е невообичаено за ВМРО ДПМН, тоа говори многу. Каква е реално внатре ситуацијата? Ние побаравме поддршка од не само членовите на ВМРО ДПМН, него од целата општествена јавност во Македонија, не заради нашата тесно партиска идејност и желби за действување. Него напротив, нашата сериозна подготвеност со сите политички партии во Република Македонија да работиме на еден проект кој се вика да ја дадеме власта на Републиката. Кога зборуваме за демократизација и модернизација на ВМРО ДПМН, сите го сваѓаат тоа, мнозинството граѓани го разбираат тоа како флоскулално, како изфрлено. А демократизација, тоа значи демократизација. А тоа модернизација, тоа изгледа така заради вашите флоскули со кои што или процедурално како го представуваат. Еве вечер да се подготвив. Кога ве прашуваме имате ли критична маса, вие велите имаме поддршка.
како ќе го направите тоа внатре во партијата? Вие велите ние за нас е доволна демократизација или промена на статут. Демократизација и промена на статут не значат ништо. Не, значат многу. Меѓутоа, јас сакам вечера да зборувам повеќе за модернизација. Кога зборуваме за модернизација, ама како и со кого? Тоа не интересира. Како и со они го кого? разбираат, луѓето го разбираат тоа, па можеби ќе сменат логото, ќе го направат во некоја по-црвена боја. Не е тоа. Не, луѓето сакаат да знаат како ќе го смените Груевски и на тоа место ќе дојде нов лидер и нов извршен комитет. Мислам дека Богоевски говори не само за смената на Груевски. Тоа се подразбира. Тоа е завршена. Мислам дека они говорат за модернизирање на партијата после Груевски. Модернизација на ВМРО ДПМН значи досега имавме партија на комитети, сега покрај партија на комитети одиме на партија на асоциации. Во таа партија на асоциации или клубови ќе отвориме широка порта за огромен дел од граѓаните на Република Македонија кои досега не биле политички активни и на кои идејата на ВМРО им е блиска, но не им се блиски, така да кажам, структуралната поставеност на ВМРО ДПМН. Понатаму ќе промовираме концептот на 3P како нова програма, која му го остапивме на подмладокот во рамки на иницијативата за реформи, кој за кратко време ќе извршат презентација на сето тоа. Добро, во ред. Но најважно, ве молам да ми дозволите, најважно е концептот на длабока демократизација на политичките партии во Република Македонија. Не само на ВМРО ДПМН, и на СДСМ, и на ДУИ, и на ДПА, и на сите. Со тој концепт ние ќе дадеме конечно витамини на Република Македонија да изгради имун систем, едноставно Републиката да може сама да се одбрани од некој си иден груевизам. Дали тоа ќе се навика, воина ќе се вика заевизам, ќе се вика некој визам, не е битно. Битно е дека мораме конечно власта да ја дадеме на Републиката и таа да има капацитет сама да се ја одбрани. Пак се ова убав политички концепт е. Меѓутоа, вие во една изјава вие велите нема убави спомени од Груевски, на кои што можеме да се сеќаваме и така натаму. Проблемот е како ќе го операционализирате, еве ова што го нарекувате како прв чекор, а тоа е формирање на тој управувачки комитет на ВМРО ДПМН. Се надеваме на минимум разум, доколку останал во мислите на Груевски, во кој ќе разговараме отворено и искрено за организирањето управувачки комитет, со учество се разбира и на представници од актуелното раководство, комитет кој ќе го предводи човек кој има личен персонален капацитет, интегритет, да обединува во ВМРО ДПМН. Имате на ум некога? Па во овој момент да само шпекулираме помеѓу нас, ќе почекаме можност еве наредниве 10 денови да Груевски смогне сили конечно да разговараме, да седнеме на маса и да разговараме на темата. По завршување на тие разговори, тој управувачки комитет треба биде на некој начин како принудна управа, во наводници кажано, на ВМРО ДПМН за еден одреден 6-месечен период, во отсуство се разбира после оставката на Груевски, да раководи со партијата, но пред се да се насочи кон организација на слободен, демократски и обединувачки, потенцирам обединувачки конгрес на ВМРО. За да ги искоментираат Сашо и Алберт овие ваши идеи, план Б ако не надвладее разумот, бидејќи очигледно прво атакувате на разумот, а потоа што синоќ го слушнавме, нема да го добиете тој. Тоа е едноставно. Судените за ВМРО се со нас. Основачите на ВМРО се со нас. Огромниот број на општински комитети и местни комитети се со нас. Членови на извршните тела и Централниот комитет се со нас. Ќе пристапиме кон самостојно организирање на управувачкиот комитет и на таков слободен демократски конгрес во партијата. И како ќе преземете белата зграда? Без разлика на војата. Или не ви е битна белата зграда ме оставаме на господинот Груевски, за нас не е потребна. На ВМРО ДПМН не му требаат бели полци. На ВМРО ДПМН му требаат нормални услови за секојдневно партиско функционирање. Сашо и Алберт, можна ли е ова смена во ВМРО ДПМН вака однатре и вака
без турбуленции. Во најдобрите партиски традиции во Македонија во изминатите 30 година крај ќе биде дилемата каде е печатот, кој ќе го земе печатот. Мене морам да ти кажам, Боби, дека помалку ме интересира оваа драма за која говори Петар за неговата партија. Таа драма на крај ќе се заврши на овој начин кој мислам дека реформаторијот на еден или на друг начин таа драма ќе се заврши. Мене ми е занимив нивниот предлог од една друга страна. Тие се залагаат за демократизација на сите партии во Македонија, дури и за како да кажем отворање на законот за партиите и негово модернизирање на начин да во законот се утврдат одредени критериуми кои што ќе спречат повторно ваков тип на султанистички партии. 27 години е Македонија демократска, овдека се спроведува милион успешни и неуспешни реформи, политичките партии не се пипнати со прст. Значи, тие останаа бидат средиштето на корупција, на интерес, на конзумеризам, на клиентелизам, на султанство и така натаму. И тоа, добро, сепак таму под импресија на последните 11 години ВМРО најмногу отиде таа, ама немојте да мислите дека нешто различно кај Села, кај Заев, кај Али Ахмети, тоа се помалку или повеќе тој тип на пирамидални структури. И мене ова ме занима што они го предлагаат, а не оваа драма како иначе се гледа тоа како ќе се направи. Ќе му се дадат 5-10 дена на Груевски нешто да прави, а ако не ќе се направи паралелен конгрес, тој ќе ја превземе власта и мислам дека на крај ќе биде прашање на фолклор како и кога Груевски ќе излезе или ќе ги даде печатите или нема да ги даде печатите. Од ова што го кажува Петар, јас вечера повеќе слушам детали за тоа прв пат, мене се чини дека они својата партија гледаат повеќе како движење отколку како партија. И тоа може да биде една опасност, бидејќи движењата се карактеристични за популистички, да кажем, организации. Значи, ако ја сведете партијата наместо на структури, на клубови, на активизам и така натаму, тоа иначе Груевски се обиде да го направи пред 3-4 години, ако памтите, која прогласи дека ВМРО престанува биде партија, ќе стане движење, не му успее. Така што, нам ни треба еден модерен закон. Па видите, ја не знам дали тука сега господин Богоевски може ќе ме коригира, бидејќи не сум го отворил статутот на ВМРО. Мислам дека во статутот се уште има член во кој што целата власт се дава на претседателот на партијата. Тој може со едноставно известување писмено на колективните органи да ја смени секоја нивна одлука. Значи, Конгресот ќе заседава и ќе каже од денеска ни е бојата црвена или плава, он ќе пише јас ви известувам писмено дека не се согласувам со одлука, ќе биде така ја како што ќе каже. Заради тоа имаат проблеми со европското асоцирање. ВМРО инаку чекаше еден период на приемот асоциацијата во ИПП и заради тоа што таму се гледа тој тип на работа. Значи, јас, ако мене ме прашате, бидејќи сега знаете како некои од коментаторите во македонската јавност може би со право забележи дека ние сите толку многу се бавиме со ВМРО ДПМН, ќе се истрошиме на крај пишувајќи, зборејќи само за тоа. До душе овој Груја ни потроши бајги од животот, па веројатно малку и да му вратиме. Но следниот чекор е ова модернизирање на политичкиот живот во Македонија со зафаќање и формално по законски пат како се финансирани, како се бирани. Има да има законски забрани за акумулација на има ли фракции у партиите? Дали се дозволени фракционерството? Што е? Тоа е тема кој што ни една партија не се каде ја некој праша да ти поведете Алберт, па ќе одговорите и да се. Значи, ова демократизација и мене ме интригира, но мене ме интересира дали вие гледате дека во идеолошката ориентација на ВМРО ДПМН нешто што не кореспондира сега со реалноста, со етаблираните европски така модерни движења, тоа се. Особено со најавата за граѓанска десница, па повторно враќање на дали демократизацијата подразбира и некои иницијативи што ги имале и некои партии во соседството на еден глас, еден член, еден глас. И трето, ако мислите да ја модернизирате државата, дали може новото реформирано ВМРО ДПМН да биде тоа кој ќе биде предводник на отварањето на избирачките листи, што би го намалило султанството на лидерите. Сега следна мерки. Значи, тоа е следна мерки и мислам дека тоа би бил добар сигнал дека ВМРО ДПМН не само сака Курто со Мурто да го смени, туку искрено, реално сака да се реформира себе си, што и ја верувам дека и ќе ги подобри и шансите и во политичкиот живот во Македонија,
според мене ќе дигне и таа коалицијската конкурентност на ВМРО ДПМН и реално ќе фати една постабилна, по етаблирана Богојски, одговорете патека. кратко, бидејќи имаме и други прашања, уште малку време, иако ми се чини На дека и кратко. Сашо и Алберт се веќе уверени дека заминувањето на Груевски е готово прашање. Движењето и обидот за движење на Груевски беше повеќе од комично. Трагикомично. Зборуваме за модерна европска политичка партија со модерна структура, соодветна за конзервативните центар-десничарски партии во Европа. Вечерва имав баш разговор со конзервативната партија од Лондон, од Британија, доаѓаат кон средината на овој месец на средба во Скопје со нас. Зборуваме за модерна конзервативна политичка партија, во никој случај движење, а концептот на асоциации нуди нови вредности, можност да абсорбираме квалитетни личности, стручни во разни области, а да не бидат подложни нашата структура во комитети, туку и да се истакне нивниот професионализам и квалитет во општествената јавност и во партијата. Во ред. Ова што е за идеологијата во МРДПМН. Да, ма сосема кратко бидејќи За жал, имавме една страшна ситуација. Ги почнавме изборите со либерално-граѓанска опција, ги завршивме изборите со ултрадесничарска опција. Хистерично националистички. Тоа е страшно за нашата партија. Тоа буквално ја скрши совеста на нашите членови и на ВМРО-вците. Зборуваме за вистинските вредности, кога зборуваме за десничарски вредности, тие се јасно познати, многу пати сум ги пишувал и во колумни и сум ги истакнувал, поради краткото време не можам да ги повторам сега. Меѓутоа, факт е дека Никола Груевски ниту ги знае десничарските вредности, нити ги разбира, па ниту ги застапува. Во поглед на законот за избори, отворени листи, мислам дека после реформирањето на ВМРО ДПМН ќе се отвори простор за искрен политички меѓупартиски диалог со сите политички субјекти во Македонија и ќе ги затвориме тие прашања или барем ќе ги отвориме на еден коректен начин во кој ќе ги и тоа ќе биде исто така отворено и ќе донесеме заклучоци кои ќе донесат највисоки стандарди за демократизација на Република Македонија. Ја мислам, Ордановски и Муслију некако пред време го затворија времето на Никола Груевски, иако сметам дека тоа малку ќе... Според вас тек почува кариерата на Груевски? Ке потребува оваа смена, бидејќи особено вие не ги отварате сите карти. Каде го гледате, и тука да го затвориме овој круг околу ВМРО ДПМН, каде го гледате стечајниот управник, односно челникот на тоа привремено тело од реформисти, меѓу реформистите или меѓу дел од сегашните членови на извршниот одбор, кој е очигледно веќе дека покажуваат непослушност кон Груевски. Меѓу почитувачи на идејата и луѓе кои сакаат имаат джеба да го продолжат делото на ВМРО. Дипломатски Што не исклучува никого. Што не исклучува никого, не посочува ни никого. Боби ја потрага по вест вечера во емисијата. Ако може кој име да излезе нешто да се... Ние сме потрага по анализа, а Боби што е нормално, Боби ја се Сега сме на почеток на таа акција и мислам да ја оставиме простор барем од 10 дена да се развие таа дискусија и дилема. Да. Добро, продолжуваме со она што е барање за предвремени избори кои што стигнаа не само од ВМРО ДПМН, туку и од БЕСА и од страна на Алијансата на албанците, која што е впрочем дел од владината коалиција. Алберт, пораката од Зијадин Села беше Али Ахметите чекам на предвремени избори, заев устите ти се полни со живот, а расипа се. Што после ова? Колку реално коалициите на локалните избори го доведуваат во прашање обстојувањето на владата во овој состав, бидејќи математички трите члена на Зијадин Села може да се заменат. Не, може, мислам, сите математики да се направат, може да се заменат и цели партии тие да се заменат со независни кандидати. Хибридни решенија се тие по мене. Ја мислам дека синојка беше вечер на емоции, мислам дека тие емоции ќе слегнат. Јас стварно се надевам дека овие денови сите институции поврзани со изборниот процес ќе бидат транспарентни, професионални и нема да остават сенка врз целиот процес. А синојка нормално емоциите сработија. Знаете, ми имавме трипартитна влада, независно дали кај најголемиот партнер има повеќе партии внатре, но трипартитна имаме, а на локалните избори влегоа две од тие три членки на владата со коалиција и
во целиот тој процес се најде оштетен, нели, Села Синојка, кога излезе со таа изјава. Ја мислам дали е дека Села страстите- оштетен лично или бидејќи Алијансата како партија доби три градоначалнички места? Ја репер за овие избори сепак ќе ги земам советничките листи, каде што бројките им одеа во прилог. Ние и пред изборите зборувавме што е репер за локалните избори. Вие можете дури градот Скопје да го броите два пати, па да тоа го ставате Не, апсолутни бројки. затоа ние го одвоивме Скопје. Да, значи советничките листи покажа дека кај Алијансата и кај ДУИ имаше зголемување на гласачите, имавме намалување кај БЕСА. Во вториот круг имавме соработка на Алијансата со БЕСА, значи со партијата која умеѓу време имаше намалување, значи потенцијално нови гласачи, нели, и во евентуална коалиција би се барале таму, но сепак не верувам дека ситуацијата е толку тензична да ми влеземе оваа недела во некои драстични промени во владата. Мислам дека емоциите малце ќе им се намалат и сериозно се надевам дека во изборниот процес во Струга нема да се остави некоја сенка. Не само поради изборниот процес, туку поради фактот што во тој сам процес е вклучен еден од потписниците на коалицијскиот договор и неговата улога која имаше од формирањето на новата влада или од после парламентарните избори. Затоа што тоа не е само Алијансата што може да ја оштети, па може и коалицијата да ја оштети во смисла на перцепцијата кај албанскиот гласач. Ние тоа го гледаме малце во социјалните мрежи и затоа се надевам дека што побрзо ќе сработат на таа тема и ќе ги смират страстите и ќе се договор. Не верувам ја дека ќе излезе една партија, ќе влезе друга, може владата да се отвори и за нови партии, но факт е дека тие три што ја формираа, што го овозможија мнозинство во ситуација каде што мнозинството многу тешко се реализираше, не верувам дека ќе влезат во некои експерименти и да целиот тој процес го стават под знак прашање. Оридански, кои се вашите очекувања? Ја напросто мислам, ја малку сакам на едно поабстрактно ниво да го анализирам тој проблем и мислам дека е чудно како еден Села не разбира во кој правец оди Македонија, тоа не го разбра Груевски, затоа доживеа катастрофа, тоа не го разбра ни БЕСА, затоа доживеа катастрофа. Вчера Села, ајде да отпишеме дека е тоа некаква нервоза заради изгубени избори на локално ниво. Се врати на националистички и онака на работо-шовинистички изјави. Ја вика победив меѓу албанците, абе заврши таа Македонија у која едни победува меѓу албанци, други меѓу македонци. Таа Македонија заврши со декември лани, а на овие избори тоа се покажа 3 пати се потврди. Така што ако ти не разбираш која е тенденцијата, ја не викам дека еден ден може да национализмот да се врати, но во Македонија јасно се конституира едно големо мнозинство на граѓани во кои што нема повеќе гласање само по етнички клуч. И за тоа се лути сите овие политичари, за тоа губат на избори сите овие политичари кои сакаат своето трло да си го сачуваат своите овци етнички и само на нив да им нудат, и затоа е Села зачуден, вика како тоа ја победив у селата албански, а ваму изгубив у градот. Ја не уопште не зборам сега кој е квалитетот, да речеме, на градоначалникот Мерку споредба со бившиот градоначалник Села, дали е тоа подобро или погошо решение. Јас ви кажувам дека се конституираше значително мнозинство на граѓани во Македонија кои што така ќе гласаат во догледен период. И ова што си го направи ВМРО на себе под водство на Груевски, да практично со една хистерична антиалбанска политика отиде во перспектива во која веќе не може да формира влада, затоа што не може да најде партнер за владата. Затоа се таму потребни реформи, не само да се тргне Груевски заради милион други. Сепак ова може да остави последици, Какви бидејќи иако били Алберт... Владата е сега постабилна отколку пред локалните избори. Значи, за тоа немојте овие приказки ги слушам, ќе излезе овој, ќе излезе оној. Владата е постабилна отколку пред локалните избори. Може само да се додава. Да, сега владата може да се шири, да се проширува и така натаму. Процедурално нема многу време за ладење глави, бидејќи состапувањето на Арбен Таравари за министер и има и уште неколку луѓе тука, ние веќе ќе бидеме соочени со првата реконструкција. И реално е прашањето е дали Села, како што велите вие, ќе излади главата или ќе... Зашто збориме да сега Алијансата да ја напушти владата? Па тоа дали имаат памет ако тоа го направат? Па ние го видовме таа вежба, ја видовме врз студијата на случај наречена БЕСА. БЕСА практично си ги пресече своите перспективи за догледен период, затоа што тогаш не направи проценка дека треба да влезе во владата. Значи, сакам да ви кажам, видите, сега датумот за избори го контролира практично Заев во соработка со Ахмети. Гледате, ја не ви говорам дали е тоа добро или лошо.
Јас ви кажувам дека таква е ситуацијата сега. Тоа ќе трае секако до идната пролет, бидејќи видите на крајот на криштата свикување воредни избори во Македонија никогаш и не било само прашање на домашна политичка проценка. Македонија предолго време се наоѓа во криза, за да сега можеме да се играме пак играчки после вака јасни резултати, да влегуваме повторно во нови изборни циклуси, да онака да потрошиме по пат уште 6 месеци. Па чекайте бе луѓе, нешто да се фатиме и за работа ако може. Да. И затоа мислам дека со тоа да завршам дека ова се едни така да кажам постизбори малку нервозни изјави така натаму, се разбира дека Таравари уште денеска веднаш рече како ние не мислиме да напуштиме владата, па се будали да напуштат владата. Па се и така добре, нема одлука, уште ќе расправат партиските тела и сакам нешто друго да ви кажам. Тој тип на дебати кој што може да ги форсира села и некои други, на крај ќе му донесат само внатре патриски поделби. Тие нема да влијат врз стабилноста на владата. На крај села, ако инсистира многу на тоа, на крај ќе се одредат крила во партијата и ќе се ја растори партијата. Види, било која недостаток на хармонија во владата отвора теми кои може после да генерираат разни тензии, недоразбирања и зајакнувања на овие барања за избори и така натаму, што мислам дека дури за програмата 369, дури за сите сериозни прашања кои нам ни престојуваат во идниот период кој не е толку долг, краткорочен период, мислам дека се непотребни и треба да изнедат сили тоа да го надминат. Значи, ситуацијата не е трагична. Ние сепак збориме за локални избори, каде што можеби некои суети се повредени, каде што можеби некои некоректни потези се направени. Но сепак се тоа локални избори. И не е прв пат ние за локални избори да видиме комбинаторики од најчудните. Не сега. Ние тоа сме го гледали од 90-та година. Комбинаторики од најчудните, па дури и соработките во советите биле од најчудните. Но, велам, моментот е добар за тие евентуални недоразбирања да се надминат, да не се остави сенка. Друга е кога вие ќе имате став како синоќа од ВМРО ДПМН, каде што бројките не одговараат и не кореспондираат со тоа што лидершипот го искажува и се фрла сенка врз изборниот процес. Но ако тоа го сторат и членови на партиите од владата, е малце по-проблематично. Знаете, затоа велам, треба целиот процес да се изведе на крај, професионално, транспарентно, да не гледаме државна изборна комисија која се однесува како парламент, каде што представниците од партиите ги штитат само партиските интереси, тука треба да ја штитат вистината, да се дојде до една заедничка вистина и овие недоразбирања или изборни тензии да се надминат и да влеземе во нормален процес. И ја ви реков, не верувам ја дека некој ќе се повлече од владата. Ја гледам реално шанси поддршката на владата од 62 да се зголеми, па дури да отиде до 70. Така да не гледам од таа... Мислите тука на ДПА или мислите на ДПА и на други независни намалување на 10 пратенички групи во независни или... И на други пратеници кои во моментот ќе се освестат и ќе се приклонат кроз тие реформски цели. Овој завршен круг ќе го почнеме со вас, Петар, околу вашата оценка беше предвремени избори никако. Нормално вие тргнувате од аспект на ВМРО дека предвремените избори би донели уште поголема катастрофа. Па, предвремени, видите, барањето на Груевски за предвремени парламентарни избори е фрвање на некаква си лажна надеж, некоја мамка за да некој се надева дека повторно со никога имаме некоја иднина. Но ние поинаку гледаме на тоа барање, тоа е потикнато со негови нечисти намери кои можат и како да ја дефакторизираат ВМРО ДПМН во парламентот и да ја доведат нашата партија тотално маргините на општеството. Зошто не предвремени избори? Прво, ние не сме подготвени како партија, не сме реформирани. Второ, албанската десница не е подготвена за да не понуди имнина и коалиција со ВМРО ДПМН. Треба да работи ВМРО ДПМН на обединување на албанската десница. И трето, се уште не сме подготвени да го срушиме концептот на СДСМ едно општество за сите, за кој јас тврдам дека има фабричка мана. Тој концепт промовира, форсира етнонационализам на две националности во Македонија, за два народи, македонскиот и албанскиот. И од тука, според мене,
на долги стази е со фабричка мана, но ние немаме време, треба да го изградиме нашиот нов концепт, концептот на реалниот човек, конзервативниот концепт на граѓаните, кој концепт ќе и како ќе го победи концептот на СДСМ и ќе имаме ние апсолутно поголема поддршка кај албанските гласачи од СДСМ. Но за тоа ни треба време да се реформираме, да се подготвиме, да го тој концепт промовираме и да се појавиме подготвени на наредните избори и да го поразиме СДСМ. Ради тоа барање на Груевски за парламентарни избори сега, веднаш, е, искрено кажано, не неразумно, него потек на давеник и он сега сака во неговото давеништво да не повлече сите нас. Он сака ВМРО ДПМ да го повлече на дното на морето, на дното на оно кој што се дави во тие води во кои плива во моментов, а мислам дека не знае кај плива во моментов. Имате ли вие таргет кога ќе ја почнете таа акција надвор од пресконференција? Ме прашуваат очекувано. Мислам дека реформите својот блесок ќе го видат некаде околу март 2018 година. Добро. Ете вест. Па вест. Значи 10 дена. Барем една вест имаме се надевам дека тоа е доволен период да успееме да ги спроведеме сите оние наши замисли кои зборуваат за суштински длабоки реформи на ВМРО и со тоа и веќе на сите политички партии, односно политичкиот систем. Еве, во по една реченица да заокружиме, Алберт, вие ја споменавте 369, потрошивме, ја иситивме тројката, сега е 69, ти ја трошиме и шеската веќе. Да. Ќе остане и деветката и на крајот ништо доколку повторно се отиде на нови избори. Од тому која е вашата прогноза, што ќе се случува во последниот период? Ја затоа мислам дека периодот кој ни следи и нашите пријатели, партнери ќе се вклучат во целиот процес, да ги смират овие страсти и да реално владата се концентрира кон тоа што е најбитно. А најбитно е таа шеската да не се потроши без везе и пред крај на деветката ми е да станеме во друга позиција во однос на нашите евроатлантски интеграции и реформските процеси бар во судството и во најбитните сектори, се да не ги бројам сите поединечно. Мислам дека периодот кој ни следи, ако се надминат овие прашања кои се релевантни во моментот, не се најбитните, мислам дека може да очекуваме некои потези кои стварно и нас граѓаните кои имаме големи очекувања, поголемиот број на граѓаните имаат големи очекувања, владата ќе почне да одговара на тие големи очекувања во смисла на правосудство, во смисла на подигање на степенот на одговорност. Ние гледаме одредени тенденции за борба и против корупцијата и непотизмот и така натаму, дека тие ќе се зголемат и зголеми транспарентноста и ќе може некои производи на владата да ги уверат граѓаните дека тоа што е кажано, на тоа озбилно се мисли тоа да се спроведе. И варијантата друга е да се забегаме пак во некои реторики и некои глупости кои само што ќе ни го потрошат времето, но реален бенефит ми е као граѓани тоа нема да видиме. Слушайте, оваа поплавена карта таму мапа на Македонија не е добра препорака за демократијата во Македонија. Меѓутоа за тоа сепак е највиновен Никола Груевски. Тој не доведе во ситуација да мора да поплави целата мапа за да тој падне од власт. Инаку најубаво би било кога таа мапа таму би била шарена. Така што јас сакам да кажам дека ние ќе наскоро на овие маси кои што сега дебатираме, ќе дебатираме и за СДСМ, бидејќи СДСМ не е перфектна партија. Денеска имаше една забелешка од ОПСЕ дека во контекст на кампањите кои што ги водеше премиерот, во кои што ветуваше дека, и тоа веројатно ќе влезе и во извештаите, во кои што една од изјавите беше ние како централна власт, ако победи нашиот кандидат, ќе ги вложиме сите ресурси што беше сакам да кажам, ние сите треба да бидеме забелешка. свесни дека ќе треба да продолжиме со оваа дебата, бидејќи таа дебата не завршува со овој дефинитивен пат на Груевски и негово заминување од политичката сцена. Тоа едно. Второ, јас мислам дека во еден догледен период од неколку месеци ќе следува еден поголем активизам на правната држава. Очекувам дека ќе има повеќе апсења и дека ќе се забрзаат некои судски процеси, за да конечно ние не можеме без
бесконечно да останеме во оваа полемика околу клучните 2-30 случаи и така натаму. Така што очекувам дека тоа ќе добие едно забрзано темпо и тоа е дел од причините зашто е Груевски толку нервозен. Вие кои ќе видите, он ги нотират котите од кои што се плаши. Таму има неколку случаи кои јасно водат до него. Затоа овој крик за 27 и така натаму. Тоа се ќе се расчисти. Затоа ќе се оди на судења и некој што ќе се докаже, ќе завршат. Некои колеги на Богојовски кои најавува ВМРО-вска пролет до март идната година, се го нарекуваат така наречено, но ајде да не навлегуваме. Слушайте, значи сакам да се изјаснам за тоа. Значи, повелете. Да. Сосема кратко Сакам ќе да се изјаснам завршувам. за тоа. Видете, јас разговарав со Илија Илиовски, он едноставно сакал да каже дека така се нарече во законот. Тоа име го доби. Меѓутоа, нашиот став за СЕО е јасен. Ние бараме не само ад хок СЕО како ова сега, него бараме постојано специјално видителство на Република Македонија кој се занимава со криминалот на елитите од минатото и од иднината, кој континуирано ќе ги гони елитите од Република Македонија. И второ, за да поентирам на крајот, бидејќи ме прашувате што мислам дека ќе се случува, значи овие работи ќе се случуваат, ние мораме да видиме што ќе се случи со држава во април, мај, јуни околу нашите НАТО амбиции. Таму има една, морам да ви кажам, после многу долги години гледам дека има таму значајни придвижувања и тоа ќе ни биде тема на разговор претпоставам наредниве месеци. И ќе видите, ако успееме да стабилизираме Македонија во таа клучна точка на баланс, да станеме на некаков начин членки на НАТО, тогаш сите овие други политички прашања, од оваа дебата, јас не сакам сега да отворам дебата со Богоевски околу овие идеи што ги кажува за конзервативните десници и така натаму, за тоа ќе треба да расправаме цела една година. Тие се вредни дебати. Ние треба да одредиме како ќе ја модернизираме цела Македонија во наредните години што ни следуваат. Јас ви благодарам на сите тројца што бевте вечерва мои гости. Почитувани, тоа беше политичкиот дел од дебатата вечерва во топ тема на ваша страна. По паузата за реклами ве носиме зад сцената на првата телевизиска серија во продукција на телевизија Стелма Инсайдер. Во студиото очекувам дел од актерите во оваа серија. И добре дојдовте назад во студиото. Од политиката се селиме во една сосема друга област. Вечерва на Телма, веднаш по завршувањето на топ тема на ваша страна, почнува првата серија во продукција на телевизија Телма Инсайдер, а мои вечерешни гости се луѓето кои што ги носат главните роли, Ирена Ристич и Јордан Симонов, односно главниот и одговорен уредник и заменикот на главниот и одговорен уредник. Да не сакате да ги замениме и места? Полесно би. Доста од новинарство? Да. Дури во актерска роља, зошто? Напорно е. Огромна одговорност. Одговорност прво на ниво на актерска задача, подоцна и да се организира цел тој тим и да се следи ситуацијата. Различити карактери, темпераменти. Но тоа не значи дека не би можеле да направиме втората сезона, мислам. Ние ќе се потрудиме. Сега кога се навежбавме. Да, еве, пред да го продолжиме разговорот, што е Инсайдер, за дел од снимањето и она што се случуваше на сцената или зад сцената, прилог на Александар Манасиев. Иде! 7-22-1-1. Тишина! Една тема има број. Атентат. Да го фатиме од што повеќе агли. Океј, ајде на работа. Ако ви требам нешто ќе бидам овде во камера. Истражувачките новинари од неделникот Инсайдер се на итен редакцијски состанок. Обидот за атентат врз председателот на државата е темата на вонредниот број. Приказната мора детално да се истражи. Новинарите имаат кратко време да ја склопат ексклузивната новинарска сторија. Денот е полн со адреналин, но и со нервоза. Вака изгледа само мал дел од приказната на новата телевизиска серија Инсайдер. Следува 26 епизоди, секоја од нив обработува различна тема, секоја се случува денот пред затварање на вестникот. А тие теми се тесно поврзани со реалноста која не обкружува изминативе 26 години. 26 епизоди за 26 години независна Македонија. Новинарите и медиумскиот бизнис се во центарот на оваа општествено ангажирана серија. На сценаријата за 26 епизоди од првата сезона работеа Сашо Кокаланов, Елеонора Венинова и Драгана Лукан. Една редакција е совршено место за да се
прикажат, анализираат, пресоздадат некои состојби во општеството кои што сакавме да ги покажеме преку оваа серија, бидејќи ова е еден медиум кој работи истражувачко новинарство, тоа нам па како екипа ни пружи шанса да навлеземе и подлабоко во некои теми за кои што сметаме дека е значајно да се зборува и на ваков начин и преку ангажираната уметност. Инсайдер се снимаше во текот на еден непол месец на крајот од август и септември во халата 4 на Скопскиот сајм. Според креаторите, ваков тип на серија досега немало во Македонија. Жанровски сме први, овој тип на жанр не е познат кај нас и е типичен за англосаксонските средини децении наназад, но еве во Македонија првпат се случува ваков серијал. Директор на серијата е Никола Мадик, продукцијата е на телевизија Телма и на Слобода филм, а извршен продуцент е Атанас Кировски. Со проектот Инсайдер, Телма се обидува да го сврти вниманието кон квалитетни македонски серии, како контратежа на напливот на турските серии. За жал, телевизиите премалку се одважуваат да направат нешто поинакво, нешто поразлично. Телма се обидува да биде лидер во овој сегмент и да инвестира во македонска домашна играна продукција. Ние сме свесни дека од овој проект нема да стигнеме ни на позитивна нула, тука ќе бидеме длабоко зијан, но од друга страна се надеваме дека ќе почнеме да создаваме кај нашите гледачи навика да гледаат македонски серии. Главниот уредник на неделникот Инсайдер го глуми актерката Ирена Ристик. Српскиот актер Светозар Цветковиќ ја игра улогата на директор на неделникот, а во улога на новинари се актерите Јордан Симонов, Силвија Стојановска, Дејан Лилик и уште неколкумина други од помладата генерација актери. Мислам дека Инсайдер баш онака подлабоко ќе ги објасни, нема да ги кажеме, него ќе објасни некои работи, особено во истражувачкото новинарство, како се случуваат и што се случуваат. Сепак треба да сватиме дека ова е серија, сепак е фикција, не е реален свет и можеби некогаш некои теми кои се случуваат по еден месец да се истражуваат и да се обработуваат, тука ќе ги видиме во една епизода. Инсайдер од вечерва ќе се емитува секој работен ден на телевизија Телма. Изгледа ти. Ете, тоа беше прилогот на колегата Александар Манасиев со извадоци делови од снимањето. 26 епизоди, тоа се 26 различни приказни и оно што за мене беше фасцинантно, или ќе видиме како е сето тоа од вечерва реализирано, е како во тие 26, односно 30 минути, да се раскаже една различна приказна. Веќе неколку пати до сега кажав дека темпото беше монструозно, надвор од еден човечки потенцијал, но дадовме се од себе. Не е дека ова го користам сега како аргумент да имаат разбирање за евентуални грешки во епизодите, меѓутоа снимаш до кај 9 навечер, па добиваш ново сценарио кое го учиш до кај 2:30 после полнок, стануваш во 5:30-6 и снимаш до утредента до 9. Значи работевме со такво темпо на различни теми и со различити колеги кои ни гостуваа во одредени епизоди. Имавте некои посебни подготовки, посети по редакции да ја почувствувате атмосферата? Па не такви од тој тип, него секој индивидуално, кој колку имал допирни точки во минатото со редакции, со новинари, еве ја конкретно за мене може да си кажам дека јас имав многу допирни точки со новинари, односно се дружевме заедно во иста кафана кога МНТ беше во Театар Центар и таму во таа кафана доаѓа скоро сите редакции, така да ете во некакви ситуации можеби негде на некое несвесно ниво ми помогнало тоа за да го изградам ликот. Имам ја и други ситуации во врска со новинарството на почетокот, меѓутоа сега не знам колку имаме време. Колку се овие 26 приказни што ќе ги гледаме, навистина фикција, колку се одраз на она што ни се случува секојдневно. Бидејќи, колку што знам, секоја епизода обработува одреден различен општествен сегмент, значи насловната тема на бројот кој што се затвара, меѓутоа сепак има една нишка што ги врзува сите епизоди заедно. Да, секогаш
уметноста и реалноста се поврзани. Така и нашите приказни се земани од реалноста и имаат своја разврска повторно во реалноста, иако зборуваме за фикција. Јордан? Па, ја можам да набројам неколку теми, да речеме бегалци, терористичка група навлезена во нашата територија, проблемот со педофилија, труење животни. Мислам, тоа се тие од прилика да имате слика некаква за тоа како што уствари со што се бавевме ние, а заеднички именител е таа наша редакција, се разбира, и нашите животи во неа. Да, и нашите реакции на секој поединечно. Добро, знам уште некои детали од сценариото, но ајде да не откриваме се, бидејќи во тој случај нема да им биде и интересно. Што е она што вам ќе ви остане во посебно сеќава? Реплика или некоја сторија, бидејќи секогаш има нешто што останува посебно како... Јас имам една омилена реплика, се случила во епизодата во која јас не играм, и Даријан најшпионски ми ја прати на Вибер. А тоа ве оговараат таму? Да, кога некој не е тука, другите го обработуваат и јас како една многу строга главна уредничка ги малтретирам, нели, вработените да работат, да се постигне тоа што е целта. И некој од ликовите рекол, баш ќе гледам таа епизода, Баталија Наталија. Тоа ќе ми остане. Па мене, ја немам некоја, мислам, имам многу, ама и немам некоја да избам. Мене целокупната атмосфера, целокупното снимање, се она што ни се случуваше со сите и добри и лоши работи, мене тоа ми остава впечаток и се уште ме држи, мислам. Да. Оно што е специфично за оваа серија е што таа е во продукција на телевизија Телма, поддржана е и од страна на USAID, и ние се обидовме да направиме и еден приказ на тоа што се случува всушност на македонскиот пазар во овој поглед, кога е во прашање продукцијата на автентични македонски ТВ серии. Се почна со оваа серија кон крајот на 90-тите години од минатиот век. А продолжи вака. 24 часа, 7 дена во неделата, гледачите беа нападнати од ефтини турски, индиски и шпански серии, без никаков квалитет и со сомнителна содржина. Во овој период речиси и да немаше телевизиска куќа која не ги емитуваше овие нискобуџетни серии. Мислам дека тие серии оставија ефект врз помладите генерации, а совршено кореспондира со постарите генерации во најголем број. Бидејќи сметам дека нивото на Македонија културно е на тоа ниво на кое што се тие серии. 15 на години домашната продукција беше во клиничка смрт. Во овој период излезе само една серија, Салон Хармонија, која немаше висок рейтинг и не забележа никаков успех кај публиката. Кои се причините? Дали се финансиите или пак отсуство на идеи? Али ја не мислам дека е само финансиски, мислам дека едноставно немало интерес за тоа. Мислам дека едноставно сме или сме биле мрзливи и дека едноставно никој не сакал да се нафати да се помачи и со помали средства и на некој андерграунд ниво тоа да го направи ако треба. Играат улога финансиите, но мислам дека не се само они упрашања. Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Зоран Трајчевски смета дека собствениците на телевизиите сакале со минимални средства да постигнат максимален ефект. Може би постојат повеќе фактори, напливот на ефтини на почетокот турски серии или серии шпански, индиски и така натаму, кои што им возможува на радиодифузерите да со помалку вложени ресурси финансиски и човечки да дојдат до поголема гледаност на својата програма. Програмата на телевизиските екрани се смени кон крајот на 2013 година, кога беше донесен закон за медиумите, според кој телевизиите се обврзани да емитуваат програма од домашна продукција. Трајчевски како пример ги зема новите серијали на македонски народни приказни. На почетокот одеа со
најчесто со македонски народни приказни, иако во јавноста имаше мислење дека на македонските народни приказни се неквалитетен ефтин продукт, сепак публиката, ако ги погледнеме мерењата што ги прави AGB Nielsen, покажува дека и македонските народни приказни се доста или многу гледани од страна на публиката. Со новиот закон на владата ќе се намали процентот на застапеност на домашна продукција од 50 на 30%, но затоа ќе се внимава на квалитетот на програмата. Она што до сега беше правило, беше половина од програмата на телевизиите да биде од сопствена продукција, со предлогот на законот кој што веќе го имаме ставено во процедура, односно да го коментираат граѓаните, ќе се намали на 30%, но ќе се инсистира на поголем квалитет. И тоа е нешто што го барат и самите телевизии. Клучот на успехот и развојот на домашната продукција е континуитетот и квалитетот. Ќе бидат успешни тогаш кога ќе се случи континуитет. Тоа значи не да застане сега оваа продукција, ја завршиле својата порака, било политичка, било каква, и онда застанала, и ние сега 10 години треба да чекаме наредна продукција. Не, тоа треба да продолжи и тие серии да бидат се подобри и подобри или во најмала рака да останат на нивото на кое што се сега. За Трајчевски пак потребна е поголема финансиска помош од владата и измени во начинот на финансирање. Секој медиум има цел да има што поголема гледаност, да се покажува дека граѓаните во Македонија се гладни, сакаат да ги гледаат овие продукти, дека и самите телевизии се свесни за тоа и дека ќе се насочат кон производство веќе и на многу квалитетна игра на програма. Сериите Инсайдер, На терапија и Фамилија Марковски, покрај средства од матичните куќи и од владата, се финансиски помогнати и од USAID. Да, тоа беше Огнен Чанчаревиќ со краток приказ на тоа до каде беше македонската продукција досега, речи се до никаде во ваков тип на серии. Ги имавме Касандра, после Касандра почна овој наплив на турските серии и колку сега лани беше Преспав повторно поддржана со странска помош, сега сите три серии, вклучително и Инсайдер, нови се поддржани од USAID, но тоа е дел од тој телевизиски пазар. Она што е за вас како актери битно, колку е ова предизвики за вас или желба да го има и да продолжува, да не биде само ова како еден експеримент или како што слушнавме изјава, ќарот ќе биде никаков. Никаков ќе биде, да. Јас секако би сакала да продолжиме, затоа што ќе видат и гледачите, не сум нескромна, ние направивме еден извонреден продукт, и во технички смисол и во актерски смисол, без разлика на условите во кои работевме, и мислам дека навистина заслужуваме да продолжиме со овој формат од нашата работа. Затоа што многу се разликува и од театар и од филм, овој формат е нешто кое што е многу возбудливо и ќе биде секогаш далеку погледано од театарска представа или од филм. И мислам дека е жалосно ако не се продолжи. Мора да дадеме се од себе, особено апел до продуцентите, затоа што они се главниот мотор. Ние сме технички радници, нели? Се надевам дека ќе продолжиме, да. Јордан, се размрда некако работите, почнаа да се снимаат македонски серии. Колку ви недостасува како актери и колку навистина треба да ги има се повеќе и повеќе? Значи, не дека не се случува и претходно некакви серии, меѓутоа, оваа работа сега со последниве три е некако подигната на некое повисоко ниво. И тоа мене ме радува, затоа што, значи, во тој случај ние држиме ниво светско, значи на било кое место да отидеш би можел да го продадеш тој продукт. И тоа е суштината зошто мислам целата работа ја работиме. Предходно ние меѓу себе си имаме прајано муавет зошто нема серии. И еден од најчестите одговори беше мал пазар. Ама кај тоа ќе го продаваш? И меѓутоа веројатно тој свич отиде, значи луѓето сватија дека со добар квалитетен производ може тоа ти да го пласираш било каде. Значи не само во регионот, може и како да ви кажам, и на светско ниво. Ти не знаеш во која земја каде ќе ги заинтересира твојата приказна.
ние се изнагледавме еден куп разни серии. Значи не само турски, мислам секакви, апсолутно. Она пак што беше специфика што во Македонија отсуствуваше и обидот. Оној посериозен да се направи продукт кој што не само ќе ја задржи домашната публика, туку како што велите можеби ќе излезе и А тука сега има различни фактори, треба да се погледат работите. Значи, мислам, многу. Значи, треба некој тоа да го напише и треба добро да го напише, па треба некој тоа да го види, да го прочита, па да каже ја ова би го работел и сега па да се погледат и продуценти, па не знам пари од ваму, од таму и да... И актерска екипа, не? Апсолутно. Инсайдер треба да почне, ми даваат знак од режија и бидејќи уредничката е многу строга, јас нема да ја одјавам емисијата, во 15 секунди ќе ја оставиме на одјавата да дојде од уредничката на Инсайдер. Ајде, Натали. Ајде, која камера местиме? Тројка. Гледајте Инсайдер да не ве смарам више на Фејсбук, ајде. Еве ски следува и уште едно селфи со оваа прекрасна фотографија од Инсайдер на Фејсбук профилот на Ирена Ристич. Ви благодарам што бевте вечерва со топ тема на ваша страна. Останете на Телма, следува Инсайдер.